Добро вечер, започнува светот денес на Тера. Еве ги вестите на денот. Обештетување со 1% за татовци. Во Битола нема налепници за регистрација. Нов оглас за испитен центар во Битола. Битолчани најмногу барале отпис на струја. Повеќе од 6000 штедачи ќе добијат по 1% од своите признати штедни заштеди кои ги изгубија по пропаѓањето на штедилницата и менувачницата ТАТ Битола. Обештетувањето доаѓа по продажбата на златото и накитот на сопственичката на штедилницата Сонја Николовска и посредствата од продажбата на хипотеките. Деновиве започна исплатата на 1% од салдо главницата на 5974 штедачи на ТАТ, рече за Тера стечајниот управник на поранешната штедилница Душко Јанкуловски. Предмет на делба се околу 15 милиони денари со кои ќе се обештетат штедачите на пропаднатата штедилница. Парите кои се предмет на распределба меѓу штедачите се од продажбата на хипотеките, како и од продажбата на златото и златниот накит, за кои Сонја Николовска тврдеше дека се нејзино семејно наследство, но на крајот се докажа дека тие се купени со парите од штедачите. Парите ќе се распределат во согласност на висината на штедните влогови. 17 годишната неизвестност беше решена после пресудата на Врховниот суд на почетокот на годината, со што станаа дел од стечајната маса сите 798 златни предмети, злато, платина со украсни камења, прстени, белегзи и огрлици обетки на раквици, кои полицијата после банкротирањето на штедилницата ТАТ ги одзеде од домот на сега покојниот сопруг на Сонја Николовска. Штедилницата ТАТ банкротираше во 1997 година. Битолчани кои си го регистрирале возилото, а не добиле налепници, може да заработат казна, зашто не можат да докажат дека возилото им е регистрирано. Според Министерството за внатрешни работи, налепници имало во Скопје и нивните колеги треба да одат и да си ги подигнат. Оливера Михајловска. На оние на кои им истекла регистрацијата на автомобилот од 1 јануари годинава мора да добијат налепница за извршена регистрација. Поново, вака полицијата ќе го намалува бројот на нерегистрирани возила во сообраќајот. Според правилникот за формата, содржината, квалитетот и начинот на поставување на налепница за извршена регистрација на секое регистрирано возило, задолжително се лепи на внатрешна или надворешна страна налепница со која визуелно ќе може да се утврди дека возилото е регистрирано. Битолчани кои си ја завршиле својата обврска, си го регистрирале возилото, а не добиле налепница, може да заработат казна зашто не можат да докажат дека возилото им е регистрирано. Реагираат велејќи дека треба да добијат барем некаков документ дека си ја регистрирале колата. Според портпаролот на МВР Иво Котевски, немало реален проблем. Вели налепници во Скопје има, само треба колегите од Битола да дојдат да ги подигнат и да почнат со распределба на граѓаните. Освен што возилото треба да биде регистрирано, да има важечка сообраќајна дозвола или важечка потврда за пробно возење, да биде означено со пропишани регистарски таблици. Возилата ќе треба да бидат означени со налепница за извршена регистрација. Целта е службеното лице на МВР да не мора да го проверува секое возило во сообраќајот дали е регистрирано, бидејќи регистрацијата на возилото ќе ја препознае преку налепницата која треба да биде истакната на видно место, што представува решение по европски терк. Нов јавен конкурс за избор на правно лице за добивање лиценца за испитен центар во Битола. Маја Богоевска. Иако 3 правни лица беа пријавени на објавениот јавен конкурс во август од страна на МВР за да ја убавуваат дејноста испитен центар за полагање на возачки испит во Битола, конкурсот е поништен. Министерството за внатрешни работи на 6 октомври на интернет страницата повторно објави јавен оглас. Во јавниот конкурс е наведено дека право на учество може да има секое правно лице кое ги исполнува условите предвидени во член 263 став 1 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, како и наведените критериуми, утврдени во правилникот за начинот на спроведување на возачките испити и критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичка опрема на испитните центри, водењето на евиденциите во врска со спроведените возачки испити и за формата и содржината на лиценцата за испитен центар. Она правно лице кое ќе обавува дејноста испитен центар за полагање на возачки испит треба да обезбеди и просторни и материјално-технички капацитети, стручен кадар, организација на работа, информатичка опрема за вршење на работи и испитни комисии под услови наведени во јавниот оглас. Битолчани најмногу барале отпис на струја. До денес до пладне во Центарот за социјални работи во Битола биле поднесени 1418 барања.
Денеска е последен ден до кога граѓаните од ранливите категории може да поднесуваат барање за отпис на долговите. Центарот за социјални работи во Битола ќе работи со продолжено работно време до 18 часот, што представува и краен рок за поднесување на барањата. До денес се поднесени 1418 барања за отпис на долговите и главно нашите граѓани поднесуваат барање за отпис на долг по основ на електрична енергија. А исто така да ги информирам нашите граѓани, денес не само што е последниот ден за апликација, Центарот за социјална работа ќе работи со продолжено работно време до 18 часот. Сите оние кои што досега ги немаат доставено барањата, а ги исполнуваат условите за апликација, можат до 18 часот да дојдат во Центарот за социјална работа и во канцеларија број 23 да ги достават барањата за отпис на долгови. Се отпишуваат долгови настанати заклучно со 31 декември 2013 година, а по основ на потрошена електрична енергија, топлинска енергија за кредитни картички, пречекорување на трансакциски сметки и потрошувачки кредити, како и долгови за радиодифузна такса. Долговите треба да бидат неплатени подолго од една година и за нив да е почната постапка за наплата. По основ на барањата, исто како што во законот е влезено за отпис на долговите, решава комисијата формирана во Министерството за труд и социјална политика и нивна е обврската да ги информираат граѓаните дали ќе имаат отпис или нема да имаат отпис на долг. Со оваа мерка се отпишуваат долговите на трите најранливи категории граѓани, односно корисниците на социјална помош и постојана парична помош, невработени лица кои активно бараат работа подолго од 12 месеци и лицата кои се изложени на социјален ризик поради смрт на брачен другар или инвалидност или потешка болест настанати во последните 5 години. Поднесувањето барања за отпис на долговите почна на 18 август годинава. Еве што ќе гледате во продолжение. Во Пелагонија рекордни приноси од пченка. И за други теми покусата пауза, останете со нас. Ричард Галијано и Тангарија квартет го отвараат 6-то поред издание на Фестивалот на музика од светот. Заврши 23-то издание на Интерфест. Викендов свечено отворен вино барот Буре. Среќен роден ден Адамс Шуз. Преку проектот да одгледуваме повеќе пченка на усаид во битолското село Карамани, пелагониски фармер ожнеа рекордни приноси 130 тони по хектар. Оливера Михајловска. Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион нагости во Карамани во нивата на пелагониски фармер за време на жетвата на пченката садена по проектот да одгледуваме повеќе пченка од проектот за експанзија на мали бизниси USAID Македонија. Целта на самиот проект е да се поддржат поготово сточарите во Република Македонија, каде што ќе им обезбедат услови и знаење како да произведат поголеми количества на добиточна храна по хектар, со тоа што нашите искуства покажуваат дека 3 до 4 пати се зголемува производството за разлика од статистичките податоци кои што ги имаме во Република Македонија. Заедно со поддршката од земјоделците, со нивното искуство и пракса, успеавме да добиеме резултати вакви какви што се, кои што до сега во Република Македонија се уште не се забележани. Со израелски искуства и помош на инсталираниот систем за наводнување капка по капка поставен во рамките на иницијативата да одгледуваме повеќе пченка, се постигнале рекордни приноси на силаж од преку 130 тони по хектар. Јас имам 40 крави, 20 јуници, укупно 60, и за мене е приоритет да се произведам сам храна, што поевтино. Произведив 130 тони силажа по хектар. Среќен сум што произведи 130, што сум рекордер годинава на пченка и стимул за година да произведам уште поќе. И ќе ми помогне за поевтино млеко да добијам. На овој начин земјоделците добиваат и подобри услови за да го зголемат сточниот фонд. Во рамките на проектот за експанзија на мали бизниси USAID во минатата и оваа година поддржани се над 60 земјоделци во Пелагонија со системи за наводнување и со експертиза. Резултатот тоа се зголемените приноси. Српска делегација пред повеќе од 3 недели положи цвеќе во капелата посветена на загинатите за време на битката во 1916 година. Пренесоа српските медиуми, велики дека е првпат откако е подигната капелата. Се искачија од грчка страна на чело со министерот Вулиќ. Маја Богоевска.
Српска делегација на чело со министерот за труд од српската влада Александар Вулич на 26 септември ја посетија кустурницата која се наоѓа на Кајмакчалан. Веста која е објавена на повеќето српски медиуми, а еден од нив, Новости, беа присутни и на настанот, пишуваа дека повеќе од 8 децении од подигнувањето на капелата во името на Србија првпат е оддадена чест и положени се венци на постраданите јунаци во славната битка во 1916 година. Српските војници го нарекувале Кајмакчалан врата на слободата, бидејќи таму за првпат по окупацијата зачекориле во тогашна Југославија. Делегацијата се искачи до капелата на врвот, а Новости пишува како се искачиле до врвот по долг и непристапен пат, минувајќи низ грчките населби, а последен асфалтиран дел била скијачката патека. Ги затекнал снег и ниски температури под нулата. Патувале од Солун до Кајмакчалан, а за тоа време се промениле 4 годишни времиња. Во статијата пишува дека патувањето со джиповите на грчката полиција не било пријатно, затоа што едва го поминувале патот со одрони и дупки. Понатаму Новости пишува дека на крајот на 20-тите години од минатиот век кралот Александар ја подигнал капелата во која се наоѓа урната каде некогаш се наоѓало срцето на доктор Арчибалд Рајс, швајцарскиот известувач од фронтот. Министерот Волин изјавил дека тоа е едно од најзначајните места во српската војна историја. На крајот, подкрепено со фотографија, пишува дека за време на пробивањето на Кајмакчалан, джипот на грчката војна полиција, во која се наоѓаше и министерот, заглавил. Кога видел дека повеќе не се може понатаму, излегол, ги засукал ракавите и туркал. Но и тоа не помогнало грчкиот джип Гранд Чироки да се извлече од калта, па затоа делегацијата до врвот продолжила пешки. Дали треба да има екстерно тестирање и за студентите? Беше анкетното прашање за изминатата недела на нашиот веб портал. Еве ги вашите одговори. Не рекоа 83%, а да се изјаснија 17%. На tera.mk е новото анкетно прашање, посетете го. Десковски забис на затворањето на Интерфест на класична музика. Во преполната сала на музеот во Битола големи аплаузи за уметниците. Велат најтешко е кога се свири пред своите. Нашата гордост битолчанката вечер на затворањето на Интерфест. Како се чувствувавте пред битолчани и колку аплаузите направија ова вечер да биде величествен и за самиот фестивал, за публиката и за вас? Голема работа е да се свири на овој фестивал. Овој мене ми е втор пат што свирам. Еднаш свирав на отварање, сега да свирам на затварање. Пред малку со тебе исто така разговаравме и кажав, значи многу е интересно кога човек свири пред преполна сала. Од друга страна, одговорноста е многу голема и секогаш кажувам дека кога свирам во Битола имам страшно повеќе трема отколку во било кој друг град во Македонија и надвор. Кажете ми, како звучи Хендел, Шостаковиќ, например, во Минхен, во Лондон, во Москва или пак во Битола? Што е разлика? Да. За нас, како изведувачи вака на сцена, искрено секоја публика ни е драга, дали тоа руси, дали шпанци, дали македонци или кинези, ама посебен драг и топол пријам секогаш имamo нормално кај македонци, и затоа и понекогаш свириме во странство ова е дело од Десковски, за да македонци што се тамо да се осетат малку дома и уште поубаво ќе им биде чувството после концерт. И се надевам дека работите ќе се тргнат на подобро и салата ќе биде реновирана и опремена како што треба и да се вратат концерти и концертната публика од таа сала. Со Десковски изненадивте битолската публика. Зашто вашата мајка ви каже дека во Битола џабе да не одите? Мајка ми е прилепчанка, ама кога би можела да бира би била битолчанка. Многу ја сака оваа публика, е многу драга, блиска и топла. Рече што и да свирите, ама без македонско дело да не се појавите таму. И затоа и на бис бевме до негде обврзани да ја отсвириме таа композиција, а и знам дека често има, како што и се покажа, повратници, луѓе од странство, кои
неколку пати сме свиреле и биле трогнати и за тие луѓе ние мораме да водиме сметка на концертот да има композиции за сите возрасти и сите вкусови. Иако салата мала и тесна, сепак настанот беше голем. Доколку успеат во иницијативата да ја добијат концертната сала во офицерскиот дом, велат дека ќе бидат среќни барем четврт век да одбележат во тој објект. Многу емотивна средба вечерва, големи аплаузи за овие мајстори кои овде како идовме. Генералниот впечаток за целиот фестивал каков е? Извонреден фестивал, многу убаво издание, врвни концерти од самиот почеток, со самото отварање на Македонската опера и балет опера, која што изведе Кози фан Туте од Моцарт, една прекрасна комична опера во два чина, со сјајни солисти. Македонската опера покажа многу високо рамниште и така целиот фестивал како во еден здив помина, можете да видите од публиката кој од вечер во вечер ја преполнува салата, вечерва немаше ни места за да седнат сите што сакаат да ги следат концертите. Очигледно оваа сала ви е мала, до година ќе барате решение. Многу видевте дека нема доволно места за сите, освен тоа и условите се поинакви од што ги имавме порано во големата сала на музеот или во домот на армијата, која што има прекрасна акустика. Акустиката и овде е прекрасна, но сепак ова е помал простор и не може адекватно да се дочека онака публиката како што би требало. И се гледаме на Интерфест 24-то издание. И уште малку ќе дојде четврт век, што е многу големо нешто за еден ваков прекрасен град како што е Битола, за ваква прекрасна публика. Вие се уверивте, ваква публика навистина многу ретко во светот може да се најде. Еве што донесува светот. Медиумите јавуваат дека националистите победиле на изборите во Босна. И за други вести од светот, покусата пауза, останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб портал tera.mk. Прашањето за ова недела гласи: како го оценувате предлог законот за безбедност на сообраќајот на патиштата? Многу добар, ригорозен, непотребен. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. На изборите во Босна и Херцеговина водат националистите. Прелиминарните резултати од вчерашните избори во Босна и Херцеговина покажаат дека за трипартитното председателство водат националистите. Централната изборна комисија во текот на изминатата ноќ соопшти дека Бакир Изетбеговиќ, Драган Човиќ и Желјка Цвијановиќ, како представници на бошњаците, хрватите и србите, водат во трката за трипартитното председателство. Изетбеговиќ за време на кампањата инсистираше на силна обединета држава. Човиќ за создавање хрватски ентитет во Босна, додека Цвијановиќ за расформирање на Босна како држава. Милитанти од Исламската држава активирале камион полн со експлозив во северниот дел на опколениот курдски град Кобани во близина на турската граница. Според Сириската обсерваторија за човекови права и курдските представници, нападот се случил на околу 2 километри северно од Кобани. За градот со недели се водат борби меѓу милитантите на Исламската држава и курдските борци. Американскиот државен секретар Џон Кери
вчера изјави дека на крајот ирачаните се тие што ќе мора да се борат против милитантите на исламската држава кои напредуваат во Ирак. Вчера Ирак беше погоден од серија бомбашки напади во западниот и северниот дел, како и Багдад, при што загинаа најмалку 67 луѓе. Кери исто така изјави дека Вашингтон бил длабоко загрижен за, како што рече, трагедијата во опколениот сириски град Кобани. Рускиот претседател Владимир Путин им нареди на руските трупи да се повлечат во постојните бази по воените вежби во Ростовската област во близина на границата со Украина, соопштија руските агенции, цитирајќи портпарол на Кремљ Димитри Песков. Станува збор за 176.000 војници кои во текот на летото ги поминале обуките на полигонот во Ростовската област, пренесоа агенциите. Соопштението за повлекување на војниците беше направено пред очекуваната средба меѓу Путин и украинскиот врв. Посочи дека не се очекува лесни преговори со Путин на форумот Азија и Европа, кој ќе се одржи на 16 и 17 октомври во Милано. Маскирани лица ги нападнале демонстрантите во Хонг Конг. Група маскирани лица ги рушеле барикадите поставени од страна на продемократските демонстранти во Хонг Конг, предизвикувајќи судири. Групата која носела маски извикувала "Отворете го патот" пред да почнат да ги рушат барикадите и да ги туркаат демонстрантите. Демонстрантите имаат поставено барикади во центарот на градот веќе неколку недели. Полицијата спречила судирите да излезат од контрола. Демонстрантите, главно студенти, почнаа протести во септември. Тие бараат изборни реформи. Фудбалерот на Барселона Жерар Пике го навлече гневот на шпанската спортска јавност откако јавно го искажа својот став дека го поддржува референдумот во Каталонија за нејзина независност. Од тогаш е на удар на шпанските фанови, посебно оние во Мадрид, кои бараат тој веќе да не игра за националниот тим на Црвената фурија. Дефанзивецот сега се обидува да ја убеди јавноста дека сепак е максимално посветен на Шпанија. Мора да разјасниме, јас никогаш не искажав став дека барам независност на Каталонија, туку го поддржав барањето за референдум на граѓаните. Тоа е нивно демократско право, но тоа не значи дека немам јасен став дека сакам да играм за Шпанија, изјави Пике. Тајфунот Вонг Фонг, кој воедно и најголемата бура оваа година во Јапонија, пристигна до островот Кјушу, откако удри на островот Окинава, каде што повредени беа околу 40 луѓе. Во Јапонија откажани се повеќе од 300 авионски летови, а нарушен е и распоредот во железничкиот сообраќај. Околу 150 луѓе треба да се евакуираат, пренесува BBC. Според јапонските метеоролошки представници, тајфунот веќе утре би можел да достигне и до главниот град на земјата Токио. Метеоролозите велат името на тајфунот значи оса, која носи огромни количини на дожд и ветер до 175 км на час. Сега за времето во Европа, на Балканот и во Македонија. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп?
Како ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. А кој деновиве ни подари срце? Децата од јавната установа Градинка Естреја Овадија Мара со пригоден и многу внимателен подарок за нас ни подарија големо срце направено од нивните мали вредни раце. Јавно им се заблагодаруваме нив и на нивните воспитувачи. Заедно со нив ја прославивме Светската недела на детето. Тука е крајот на светот денес. Ви благодариме за вниманието. Останете понатаму со Тера телевизија.